Јас би сакал повеќе, бидејќи последните неколку години се бавиме со анализа на странски малигни влијанија, на штетна пропаганда, на дезинформации, да се осврнам малку повеќе на тој дел, како ние дојдовме до оваа ситуација во Македонија. Се согласувам делумно, повеќе од делумно со работите што ги кажа Никица, но во однос на присуството на српскиот свет како концепт во Македонија. Значи, не е само таа романтичарска историја, од кралот Милутин, кој што ги нападнал тогаш византиските територии на Македонија и си го прогласил Скопје за престолнина, па Душан се крунисал како цар во Скопје, па во самиот Душанов законник стои дека он е цар сербски и македонски, и арбанашки меѓу другото, значи се прогласил цар на сите народи на Балканот тогашни. Народи во таа историска смисла, не во модерна смисла. Значи, тој концепт е дел од српската политика, односно стара Србија, како што ја нарекуваат сега српските луѓето во политиката на Србија, во науката, академијата на Србија, во медиумите, кога и да сакаат некаква порака да испратат кон Македонија или кон сојузниците, се користи Македонија не само за билдање на патриотизмот и национал-шовинизмот натре во Србија, туку и како некаква монета за подкусурување со Западот. Македонија секогаш се користи, односно силното влијание што Србија го има во Македонија се користи како чип во таа игра. Сега, да не го заборавиме периодот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кога Скопје го правеше тоа, најчесто тоа што го минуваше Белград. Некогаш дури и поревносно од самиот Белград, особено во политиката кон тогашните народности. И целата таа преселба на албанците со сила во Турција и така натаму и така натаму. Единствен момент кога има некаква дивергенција во време на тогашна социјалистичка Македонија од српската политика, делумно во време на либерализмот на Глигоров и Крсте Црвенковски и малку посилно со Петар Гошев и Тупурковски, кои што едноставно беа првите македонски политичари кои што малку повеќе скршнаа од политиката која што ја водеше тогашна Србија во Југославија. Тука се корените на силното влијание. И Србија има политичко влијание, разузнавачко влијание, се уште старите врски функционираат, медиумско влијание, академско влијание силно во Македонија. Тоа ние го видовме не само во 90-тите години, како се одвиваа работите тука на политичката сцена, го видовме и во 2001 година, за време на конфликтот, го видовме и подоцна, особено во периодот од како се смени власта 2006 година, го видовме и за време на 27 април, кога српски разузнавач беше виден во собранието, што барал таму, се дозна и подоцна какво било влијанието и какви соработки имало помеѓу тогашната власт и српските разузнавачки служби, за Македонија да се дестабилизира и за среќа не се случи тоа, што беше можеби една од намерите да се втурне во граѓанска војна. Го видовме и за време на 2014 година и наративите, особено после кога се засилува руската пропаганда во Македонија и таа соработка со тогашниот режим на Груевски, каде што почна да се зборува за обоените револуции, дека тоа што се случува тука кај нас е копија на тоа што се случуваше во Украина. Концептуално, сега српскиот свет не е, иако политички, тој, велат, општо прифатено е дека Вулин прв го употребува,
но како синтагма, како поим можете да го сретнете во српската литература уште од 19. век. Најпрвин како некакво културолошко значење на вредности, културни вредности, традиции и така натаму. Потоа, дека тоа зборува повеќе, ги надминува тие рамки и оди зборува нели за териториите каде што живеат србите, нели за диаспората, што е општо прифатен светски термин, но тука има, освен диаспората, не се третира како нешто што е надвор од државата, туку како нешто кое што треба да биде опфатено во таа една држава каде што сите срби треба да живеат. Тука ги имам, мислам и, нели, во поново време, кој почнал да го користи овој термин пред да го популаризира Вулин. Еве и во Југославија, диаспората во Австралија во 90-тите, српската диаспора го користи тој поим, а се засилува во периодот 2013-2016, ги имате радио Снага народа, Црногорско радио, но со регионално зрачење. Александар Раковиќ, еден од попознатите националистички историчари кој што го втемелува и теоретски тој поим, портали разни и така натаму. Сега доаѓаме малку да конкретизирам. Не се согласувам баш дека српскиот свет и рускиот свет се разликуваат толку концептуално, дека како концепт пропагандистички српскиот свет е во поново време, во последните 10-15 години, копија на рускиот свет, функционира преку истите методи, значи тоа е силна медиумска пропаганда, дезинформација и силно разузнавачко влијание. Користејќи не само актери во медиумите, во академијата, во црквата, но и во политиката. За жал, на македонската политичка сцена тоа влијание е распространето во сите политички партии. Не само во оние кои што се директно под влијание на Русија и Србија, ги знаеме, тоа се некои помали партии, но една и стана и посилна во поново време и доби 6 пратеника има во собранието, тоа е партијата Левица, која е експонент на влијанието на Русија и на Кина во земјата, Родина, Единствена Македонија и така натаму, кои што се вон парламентарни партии, но ние тоа влијание го гледаме и во најсилните политички партии на македонската сцена. Некои делови од некои партии се отцепија, може би тоа влијание сега некаде послабо, но некаде посилно, но ги има и во водечката владеачка, и во водечката опозицијска партија. Ние сме за тоа свесни. Еден период додека СДСМ беше на власт, овој период 2017-2024 се обиде да се оттргне од тој концепт и видовме како тоа резултираше на крај со катастрофални бројки на изборите и пораз кој што го донесе српскиот свет повторно на пиедесталот. Сега, уште неколку работи во врска со влијанието за ВМРО ДПМН. Не сакам да зборувам повеќе, бидејќи влијанието и претходно за време на режимот на Груевски и сега е очигледно. За тоа зборуваат извештаите на Европската комисија и извештајот на Вајц, кој што јасно кажува дека Унгарија и Србија имаат силно влијание на Македонија и дека тоа силно влијание рефлектира на блокада на евроинтеграцијскиот процес. Најсилното, како тоа е со целото ова историско влијание, медиумско и така натаму, на тоа можеме да му додадеме и некои условно речено објективни околности. Например, Србија многу паметно го искористи моментот на пандемијата со вакцините Вучич што ги носеше во Македонија. Тогаш ние и во извештаи, односно во анкети на јавно мислење, за време на тој период и после тоа гледаме
силно зголемување на позитивната перцепција на граѓаните на Македонија во однос на како ја перцепираат Србија и српската држава. На пример, од 37% предходно, како беше имате овие истражувањата за дезинформации и странски влијанија на фондација Метаморфозис. Во 2023 година бројките се во 2022 година 66,3% од испитаниците ја посочиле Србија како најголем пријател на Македонија. Во 2020 следната година веќе таа бројка е 71%, околу 71%, а 72,7% оцениле дека Србија има позитивно влијание во земјата. И не е само тоа и тие истражувања на Метаморфозис, имате и истражувања на Брима за потребите на Евротинг, каде што 37 од испитаниците на ниво на цела држава одговориле дека Србија е најголем пријател, повеќе од сите други останати земји во регионот. Исто така и Преспа институтот 2023 слична анкета дека 62,8% од граѓаните изјавиле дека Србија е земјата со која Северна Македонија споделува најмногу вредности и треба да има најблиски односи. Се тоа последица и на блиското и на далечното историско влијание, на силната пропаганда на Србија, пред се за своји потреби, но и соработката, односно користењето на тоа влијание на Србија од страна на Русија за да се наруши евроинтеграцијскиот процес и евроатлантскиот процес и пат на земјата. Тоа го гледавме ние преку влијанието силно медиумско, што поради јазичната блискост и многу граѓани на Македонија следат српски медиуми. Српските медиуми, за разлика од другите регионални медиуми, ги имате многу повеќе на сите кабелски телевизии, значи на сите кабелски оператори, и на Телеком, и по градовите други, ако отидете, кои што имаат локални кабелски оператори, го има тоа влијание. Значи не е едноставно, има и историски контекст, но моментално Србија игра две улоги, односно таа пропаганда две улоги. Едната е за своите потреби, историски аспирации кон стара Србија. Втората е како прокси на Русија, која што ја го користи српскиот свет, медиумски, политички, академски, црковен, за да влијае на Македонија и да ја отргне од евроатлантскиот пакт. Сега, нели да зборуваме за можните решенија, колку и да изгледа тоа и да звучи тешко достижно или речиси недостижно, постојат неколку отежнителни околности. Прво е политиката на самата Европска Унија, на трешните дивергенции и поделби околу стратешкиот пристап за проширување. Ги знаеме, не се нови. Можеби со кризата и со руската агресија врз Украина некои работи се поместија од мртва точка и силите кои што говорат за проширувањето станаа погласни, повторно се вратија на мазата, но не се во офанзива. Наспроти, долгогодишната офанзива на европските сили кои што велеа стоп за проширување, сега дајте малку ние внатре да се консолидираме. Во однос на влијанието на српскиот свет, овие два извештаи на Вајд се прв пат каде што тоа влијание се спомнува. Предходно ние имаме 30 годишно влијание на штетно влијание на српската политика во земјава. И тоа јас колку што се сеќам во ниту еден извештај не е спомнато. Ни одоколу, ни имплицитно, ни експлицитно. Мислам дека европската политика се уште во Србија игра со два коња. Значи, се уште се поддржува
некои структури во самата Европска Унија го поддржуваат Вучич, затоа што Вучич им изгледа далеку попристоен актер од некои по-хардкор проруски сили, кои што функционира дури во рамки на самата опозиција. Често пати дури и тоа самиот Вучич и структурите околу него го користат за да кажат ако паднам јас ќе ви дојдат овие. Еден од тие моменти кога веќе се спомна Косово беше некој дали меморандум, дали декларација која што произлезе од самите студентски структури, која што во својот вокабулар беше како да ја пишувале во сано. Значи, дури и по хардкор, по-радикална од политиката на Вучич, кој што нели еве сега ќе пусти некој министер, па и самиот кажа дека никогаш нема да се откажат, па некој портпарол таму во ЕУ вчера или завчера изјавил да се воздржат, ама не го спомнува експлицитно Вучич, туку да се воздржат двете страни од радикални изјави кои што го подкупуваат процесот на диалог. Значи, дури кога имате вакви експлицитни изјави од страна на високи представници на српската држава, нема таква реакција од Европската Унија, за разлика од политиката кон Косово, која што до неодамна беше и под санкции, поради, нели, тие политики на Албин Курти, кој што исто така користи вакви политички моменти, не са секако и опортуно за да си ги засилува своите политички позиции внатре. Значи, јас не гледам во Европската Унија некоја сила која што нам ќе ни помогне, да, механизмите големи и робусни на Европската Унија ќе ни помогнат секако да се приближиме, но треба и политички интервенции, да не ги наречам сега така, можеби пресилно звучи, за разлика од влијанието што го имала, например, американската политика кај нас, која што интервенциите биле и институционални, финансиски и така натаму, но и робусни политички интервенции, кои што ја спасиле земјава повеќе пати. Од распад, од не само политички, него и воени и други интервенции од соседите, почнувајќи од тоа Милошевиќ кога ни влегуваше со војска кога сакаше и така натаму, со 300 војници американците ја отцртаа границата. Да не збориме за како дејствуваше Пердју во време на 2001 година, како се дејствуваше кога дојде Хојти тука ден после 27 април. Таква сила и таква интервенција нема од Европската Унија. А се додека нема таков пристап Европската Унија, српскиот свет, а преку него и рускиот свет, и нивното штетно влијание ќе постои во Македонија и ќе биде многу голема отежнителна околност на патот на евроинтеграција.